Докторке, каква е состојбата со вирусите и особено со грипот во болницата? Има зголемена фреквенција на пациенти. Конкретно вчера за 24 часовно дежурство имаше 33 прегледи, 5 хоспитализации. Станува збор за грип, да, најчесто, меѓутоа веќе имаме и компликации од грипот. Тоа се пнеумонии и бронхопнеумонии. Децата се високо фебрилни, во склоп на фебрилноста одбиваат да јадат, да пијат, па се дехидрирани. Родителите се вознемирени, еве да го искористам овој момент ако може и како апел до родителите, да не се вознемируваат толку од високата температура. Тоа е сепак одбранбен механизам, така се брани детето, така се брани организамот. И не мора по секоја цена да ја симнуваат таа температура. Кога сме со покачена температура, ние велиме фебрилни, тогаш се ствараат антитела. На тој начин ние сме отпорни за следен пат од истата инфекција. Се дава антипиретик, парацетамол или блок-макс-бруфен, и кога ќе падне температурата, не може да падне на нормална, сепак ставаме збор за инфект. Меѓутоа ќе биде субфебрилна 37 со 8 со 9, тоа не е страшно. Тој момент да го искористат да му даваат на детето да пие течности. Не секогаш треба антибиотик. 3-4 дена советуваме да бидат овака, ако не повраќаат. Ако повраќаат, ситуацијата е тогаш друга, мора да бидат тука прегледани. Во секој друг случај може да поминат дома 2-3 дена со течности, со антипиретици, ако понатаму уште е лоша состојбата, се јавува кашлица, тогаш да се јават на преглед. Дали од петата недела на јануар почна да се зголемува бројот на пациенти заради фактот што Со училиштата веќе почна распусот, заврши, почна да се мешаат повеќе, да се групираат дечињата во училишните клупи. Генерално да, од тогаш е повеќе зголемена работа. Дали имате некоја бројка колку биле декември, јануар, тие месеци? Во моментов не можам сега да кажам, не сум подготвена да ги погледнам статистичките што ни се податоци, меѓутоа може по дневникот да се погледне.